Добро вечер на сите. Се надам дека сте добри. Јас сум супер. Фала на прашање. Малку ми студич, не сакам зимно време искрено. Така, па ја летната боја, се здебели 2-3 кила. Тоа е ново кај мене. Фала на прашање. Се надам дека сте супер и дека уживате во нашите емисии, едукативни и забавни содржини. Пред да почнам, ќе ве замолам уште еднаш да кликнете лайк и subscribe како поддршка, бидејќи тоа е единствената наша поддршка што ја бараме од вас. И денеска, тоест вечерва, ќе зборуваме малку повеќе на тема ментално здравје, која што верувам дека е тесно поврзана и со физичкото, меѓутоа менталниот склоп и чипот во мозокот е многу поважен, бидејќи тој контролира се. Џабе ни е добар тренинг, заводно е се во врска со храната, ако ние него сетираме и инсталираме правиот програм во нашиот мозок. Затоа психологијата е многу поважна од физиката, меѓутоа синергетски заедно се многу поклопени, даваат екстремни и долготрајни резултати. Секако пред се сакам да се заблагодарам на сите вас што не поддржувате до сега. Исто така да се заблагодарам премногу на Адастра што го реализираше од самиот почеток овој проект. Благодарност до Адастра што веруваат во мене, во моите квалитети, намери и проекти и ги поддржуваат истите, па затоа и верувам дека ќе траеме уште многу години. И голема благодарност до Адастра за нивните предобри производи, кои што растат во еден огромен македонски бренд и верувам дека сите ќе имате искуство и да ни кажете оценка за нивните суплементи, протеини, креатини, минерали, витамини и слично. Вечерва со нас имаме една преубава гостинка, предобра, мила, емпатична, со прекрасен глас и харизма, која што ми е многу добра другарка и го обожавам низиниот стил на пеење. Предпоставувате, можеби ја најав на Инстаграм за кого се работи. Таа е жив доказ дека убавината потекнува не само од физичките црти, стомачни и перфектна силуета, туку имам нешто повеќе од типот на енергија, аура, харизма и самодоверба. Ивона Јо. Здраво, Ивонче. Пострам ми вака си седам. Ко мало карано дете, вака си. Не сум навикната на... Од тебе слушам зборови пофални, ама сега се некако ставени во една реченица, као многу ми дојде. Не очекуваш. Многу ми дојде, да. Фала ти за прекрасната најава. Убаво да се слушна што друг мисли за тебе, колку и да не сакаме да го признаеме тоа. Убаво е да слушнеш убави пофални зборови за себе. Да, реално. Секогаш е вкусно и убаво. Да. Како си ти? Добре. Добра си. Добре, се држам. Добре. Тука сум, среќна што сум тука со тебе. Ги одбив сите за зборење, нема да се на ултаците медиуми се надавам, ама исклучиво периодов зборам на теми кои што мене ме интересираат и со луѓе со кои што јас сакам да сум соговорник, единствено ако не ме начекаат пред настап, после настап, така. Да, тогаш мора, нема бегање. Тогаш нема. Нема бегање. Да, кога ти беше последниот настап? Пред недела дена. Пред недела дена бе во Интермецо. Да, ако смеам да спомнам. Да, слободно Интермецо е еден од нашите да, најаки клубови. Да, бе. Така да поздрав до Интермецо. А следен настап кога е? Има брзина? Наредна недела имам една приватна веселба, една приватна многу убава свадба замислена. Во една наша тука кафанче скопско, убаво, така, елегантно, едва и чекам. Да. Убаво да си поминете. Приватните моментално се активни овој период. Да, се надевам дека и ќе почнеме после сите, нели, политички кампањи, избори да се активираме и со јавнава сфера. Да, па едва и сега чекам. брзо. Едва и чекам да помине се. А верувал или не? Да, исто, дефинитивно. Толку е ова, сите политички кампањи, толку се далеку од тоа што ние го живееме, дишеме, зборам јас и ти, да, толку е тоа далеку да стварно одвај чекам да помине. Да. Штета што многу луѓе се засегнати со тоа, живееме во таква држава, меѓутоа верувам дека ќе напредне и тој мајндсет и ментален склоп и дека ќе излеземе баш од таа политичка пропаганда и манипулации. Да, и јас се надевам. Се надевам, да, дека ќе издоминира музиката, спортот, културата, дека луѓето ќе се посветат на твоето и моето, на музика, комедија, стендапи, спорт, култура. Тоа е нешто што не прави срекни и што ни дава онака забавна содржина и што не образува како луѓе. Да сме онака баш урбани и градски луѓе. Пред се да те прашам, тебе дали ти е љубовта, музиката прва љубов или пред музиката си имала некој друго хоби, професија, спорт, некоја пасија,
Или од мали нозе љубовта, музиката ти е љубов? Интересно прашање, досега во ваков контекст ме немаат прашано. Јас малку подоцна открив на мои 13-14 години, од секогаш ме движело, секогаш гледав шпански серии на тогашната А1, имаше Каси Анхелес, од Каси Анхелес јас ја открив мојата љубов кон музиката и дека имам нешто во мене музичко. Што беше во превод? Ангели се викаше серијата. Да. И имаше група на така бунтовници кои што живеат во еден дом и кои што ствараат и креираат музика. Тоа беше млади бунтовници или ангели? Не, ангели. После, Rebel the Way бе основата. После на Rebel the Way излего ангели како мала копија, ама мене ми се допаѓаше. Предобри беа. Да. Подоцна ја открив, не сум имала друга пасија, како што имам пасија кон музиката. Учев многу, ама сето тоа ми беше наметнато. Некако многу погласно ми беше порано туѓото, односно она на моите родители, а мојот глас внатрешен беше многу по така стишен и како поминуваа годините, како растеше таа Ивона во мене, така и ги стишував другите гласови, мојот го попуштав и завршив со откривање на таа музика во мене. Студирав факултет кој што не го сакам и во 4-та година со сите дадени испити кажав не. Стоматологија. На стоматологија бев. Земав документите и кажав тоа е не. Така да такви избори последователни имам во животот, во кои што, слушајќи ги другите, не сум можела да откриам што сакам. Така да одговорав на подоцнежни години и не сум имала друга пасија. Спортот физичко секогаш ми бил траума. Голема траума, една од поголемите. Како час физичко? Па да имаш сите петки, двојка да имаш и секогаш дидеш од прва до осма на, како се викаше тоа, кои идат учителите кои се собираат и коментираат дали треба да ја поправат оценката. Родителска или? Не, нешто као совет, на совет. И така, мојот совет беше физичко, мислам побогу. Зошто? Зашто имала више килограми и не можела јарец да рипне. Така, да. Тоа беше прво мерка за физички перформанс. Да, и тоа е траума. Тоа е траума. Траума бидејќи не сакаше да го правиш тоа или не можеш? Или пробуваше, не можеш или не сакаш? Имав страв. Аверзија имаш? Да, имав страв да го направам тоа. Секогаш кога пробав да ги направам работите на физичко, ги успеав. Мислам, и кошарка добро ми идеше, и ракомет бранев на времето, училишно, се дур не ја повредив раката. Не ја скршив, значи имав некој талент скриен, ама стравот... Значи имаше обиди за спорт? Да. Но ова збори за основно или за основно? Основно, веќе усредно не. Дали во таа фаза основно се бореше со килограмите или во превод дали имаш некој период од животот во кој што не си се борела со килограмите? Не. Значи тоа датира од како знам за себе. Од како знам за себе, од времето ме викале како многу мала толумбичка, така да со тие образи крупни. И после во основно беше истата приказна во средно. Во основно веќе на почетокот на крајот на основното веќе откривме од кај датира проблемот. При добивање на првиот менструален циклус добив обилен излив и ме пратија на ендокринологија. Ендокринологија ми пронајдоа веќе зголемен шекер, зголемени параметри, зголемени мачки хормони, намалени женски хормони и ми направија... На која возраст? 8 оделение. Кое? 13-14, да. И веќе во 8 оделение ми го наоѓаат синдромот кој што се уште си го носам со себе. Конгенитална адренална хиперплазија се вика синдромот. Тоа е недостаток на надбрежна жлезда, послабо лачи хормони или воопшто не лачи одреден тип на хормони и тоа си го носам со себе. Ми испитаа, знам дека зема веќе влегов во циклус на ниво на Македонија за испитување и на ниво на Балкан има двајца со мојот синдром. Јас и уште еден дечко. И испитува дали е генетски преносливо или не, нема да го пренесам. Кај мене се појавило from nowhere и тоа. Фактор X причина. Да, и единствено нешто што беше совет за тој синдром и за се беше намалување на телесна тежина и се ќе се среди. Затоа што имав нередовни циклуси, шеќер и слични, така и е. Еве, сега со намалена редуцирана килажа, од 12 месеци во годината, 12 циклуси, синдром на полицистични јајници исчезна преку ноќ, докторот гинекологот се уште не верува. И тоа.
Сега работам уште малку на стегање, мислам не уште малку, тоа е цел пат, ама стегање, елиминирање имам многу отоци после вторава операција, сега треба да се намалат тие отоци од лицето, со секој стрес се акумулира многу течност на мене, многу лимфа и сега со тоа се бориме, ама прашањето беше дали ја мислам дека да го навлеземе во духовното. Ја кога сум била предодредена во овој живот за да дојдам, мислам дека со самите више килограми се испишува целата моја историја. И целиот мој карактер, и целото моје постоење, и сето она што го носам на себе, а носам. Знаеш дека точно од мали нозе ние си запишуваме некој зацртан идентитет сите. Како што опиша ти, те осликувате тоа, твојот глас, твоите килограми, така и со мене. Мојот идентитет е базиран на фитнес, вежбање, мускули. Јас не би знаел како поинако од оваа улога и калап. Верувај, јас знам, ти си единствениот бодибилдер, како може така да ти кажам? Фитнес, љубител, бодибилдер, па да. Кој што изгледа вака како што изгледа, а за мене, у мојата глава немам идентитет на таков, затоа што јас те познавам приватно и знам колкав емпати, колкав човек си, кај мене со текот на годините, поради траумите од идење у тератана и од мажулиња да те гледаат така како што те гледаат, ми било леле не, овие мажи имаат, они не. Ти си ми доказ дека тоа не е така и многу сум среќна што таа стигма ми ја тргна и многу сакам таа страна твоја повеќе да покажуваш, за да покажеш на, ја ги викам, мажулиња нека ми извинат, дека може да изгледаш вака, да имаш ваква форма, а да си људина. И не бевме договорени Волку да ме фалиш ти. Добро ти ми даде убава најава сега. Да, не фала ти стварно многу. Без разлика дали така се доживувам или не, гледам тоа да го живеам и да го практикувам и да го правам и да се подобруваме, нели? Физичкиот склоп е еден мал дел од тоа што треба да го прикажеме и луѓето што треба да го видат од нас. И како што кажав, идентитетот ние го креираме, меѓутоа тој е променлив. Затоа сакам да те прашам дали некогаш си се борела или си се видела во топ форма, дали оваа моментално ти е животна форма, која ти била најниската килажа? Најниска килажа 80 килограми, 79, така, двоцифрено. Сега сум покачена 5 после починувањето на тато. А најголема ми била 150, 146, запишани, ама 150. Да, тоа ќе те прашам следно прашање, али ме интересира. Инаку не сум во најдобра. Не сум имала во овие 29 години момент каде што сум застанала и сум кажала да, ова е тоа и многу ми е крива и многу сакам да поработам на тоа, затоа што како движат ситуациите во животот и како се ми се прикажува така како што е, дека е се минливо, стварно не заслужуваме да ако не знам крвната слика е добра и ако се е во топ здравствената состојба ми е добра, баш со Марија зборевте која сум јас, зошто тоа во огледало да си го правам на самата себе. Зошто? Да, треба да работам константно на себе, треба да се појавам константно на тренинзи, ама душата не заслужува да ти постојано седиш пред огледало и да си ги наоѓаш маните. Да, таа е таа обсесија лоша. Ако здравствената состојба е добра, за разлика од претходно, кај што сум изгледала лошо и сум била нездрава. Сега, навистина не можам да кажам дека еден параметар, дури кортизолот со кој што имавме проблем минатата година јас и ти, со кој што се боравме, сега поради ашвагандата е одличен. Сега е супер, да. Одличен. Ашвагандата. Многу менува. Мислам, самиот стил на иако сега си во фаза на стрес после смртта на татко ти. А сега го мерав. Нека почива во мир. Би требало да ти кортизолот многу повисок. Али ете што ти значи и суплементација и добар сон и добра храна. Сонот е клучен, па потоа и храна и суплементација. Точно. Али, например, како што спомна, веќе во 8 оделение, дознаваш дека имаш некој здравствен ерор. Дали тоа ти беше аларм, нотификација дека работава е сериозна, до тогаш најверојатно, како и секој дете, како и ние порано, јадеш, меѓутоа не сметаш дека е животен проблем. Јадеш бидејќи ти се јаде, го слушаш апетитот, не само ти, сите ние, благо, солено, вкусни грицки, смоки, и плюс ако немаме тука родители кои што се свесни на таа тема,
а тие родители во таа возраст, односно таа доба на незнаење, доба без интернет, наверојатно беше. Да. Ја растев без интернет во таа фаза. Немаше едукација како мене татко ми да ми каже, овде имаш белковини, протеини, јади, минерали, влакна, тоа не постоеше такво нешто. Затоа сега им се восхитувам на младиве деца што живеат во толку перфектна дигитална доба во која што се ни е на послужавник, со два клика може да дознаеш што треба да се јади и кога треба да се јади и колку. Тогаш го немаше тоа. Дали на пример имаше аларм, тебе ти доби некој аларм психата од тоа што ти го кажа докторот, дали твоите ти напоменаа, што се случи тогаш? Верувала ли не, сите ти идење на ендокринолог ми за толку голема травма, толку многу не ги сакав. Тоа беше навистина травматично одење на детска ендокринологија. И испитување на 6 месеци и голтање на шеќери за да се провери сето тоа, не ми беше аларм. Не можам да се пофалам. Баш и ти даде одговор во целото прашање. Немав јас родители кои што има знаење на темата храна и на темата дека они само знаеа дека Ивона треба да ослабе, а не знаеа дека Ивона учи како дете од најраната возраст па до сега, до тогаш се уствари, дека учи од нив. А ние расте во сиромашна фамилија каде што нели основите во фриждерот се салама, леп, така. Најкалоричното и најевтиното. Да, најевтиното. Најевтиното калорија не знае тога што е, ама само знае дека треба да се ослабе. И не можам да кажам дека не се трудеа они да научат оваква, ама мислам дека има тотално погрешен пристап кон мене, дека мора, дека тоа, дека крај, дека и со казни, и со... Да. Знаеш, на некој начин родителски булинг. Несвесен од љубов и од грижа. Да. Али и тоа е булинг на некој начин. Булинг, да. И кај мене тоа правеше таков инат. Таков контраефект, да ја не можам да ти опишам колку тоа беше кај мене контра и колку не функционираше. Се дури еден момент, дури мене не почна самата килажа и самиот тој стил на живење да ми пречи. Како и до ден денес, сите падови, не може никој друг да ме дигне освен јас. Затоа што се дури на мене не ми е доста веќе бев тажна или доста веќе бев физички неактивна, не кој ќе ме дигне, кој? Да, се очекува во таа возраст дека треба родителот да е тоа, моите немаа знаење, не им се лутам, многу им се лутав уствари, поминав еден процес на хилинг и еден процес на толку знаеле, да го сватам тоа, знаеш, толку знаеле, толку имале информација, толку имале знаење нивните родители, толку им пренеле, толку е. Се најдобро мислеле, ама до тука е. Да. Ама ми требаше време тоа да го сватам. Ние сме таа генерација, на природна генерација која што мора многу работи да свати, за да не пренесе на... Баш така, да. И мора да работиме, да ги сфилтрираме, да ги чистиме тие, да не ги ставиме под тепих, тоа е многу важно. Да. Во одреден период, например, што е добро во градењето на тело, многу е убаво, од една страна што се зависи до нас. Ја и ти кога се запознавме, баш го правевме во муровет. Колку е добро, да работиме. Колку е добро, толку е одговорно и лошо. Има луѓе кои што со одговорност не се сносат добро, како што бев и јас. Да, тоа сакам да кажам дека во оваа работа, дали е тоа слабење или градење на мускул, јас решавам лично за мојот проект тело. Нема систем, партија, државата, ме кочи, околината, може да се тие плюс-минус фактори, моето друштво, да, амбиентот во фамилијата, јадењето, што викаш, кога си мал, кога си уште неизграден карактер, може да влие. Подосна сега, само јас сум крив за сите мои прогреси или уназадување или стагнации, али во мали нозе, во рана возраст, детска, не може тоа да го видиме детето дека намерно свесно сакал да го разобличи телото. Да. Тука има многу спојки фактори. Например, а кога дознаваш дека ти влијае на самодорба веќе изгледот и дека тоа е дека си поразлична од тие твои сокласнички и осеќаш дека ти влијае на самодорба. Кога? Мене цело време ме влијаело, сега кога ќе направам една добра ретроспектива на целиот мој живот, откако знам, откако памтам за себе до тој момент. Но, знаеш како, успешен механизам на
совладан механизам на носење на килограмите и така перфектно јас си ги носев, си се понашав со нив, си имав партнери кои што Учиш да живееш со тоа и го маскираш тоа. така убаво, така добро камуфлирано. Ама не можам, еве и сега не можам да кажам дали беше добро камуфлирано, зашто ја научив да си се облекувам така. Претешко беше. Претешко беше да најдеш тоа време во Македонија облека која што соодветства со твоите желби и потреби, па константно идење на шијачки, зашто во Македонија тогаш плюс сайз беше. Сега е плюс сайз, тогаш беше дебела, ако можам да се изразам, дебелјачо, дебела, нели. Не дека сега ги нема, но сега јавно се плюс сайз. И претешко беше, ама таков механизам си имав направено и мислам дека поради тој механизам и затоа толку долго време ми требаше да се освестам дека нешто не е окей, дека веќе е аларм, дека сакам нешто да сменам. А вака да се навратам, дефинитивно кога веќе се вмеша музичката кариера и осознавањето дека со тоа сакам да се занимавам. Така, знаеш, едно време и се борев, знаеш, една е дел, знаеш. И многу бев осудена јавно за тоа, зашто ние сме јавни личности, пред камерата се менуваме. Денеска, јас стално ова го зборам на секој втори интервју, сега го снимаме во октомври. Значи ова е второ, секој второ, ова е второ. Да, да. Ова е октомври, сега може до декември јас да сменам некој став за нешто и ова е евидентирано и што правиме за тоа. Да. Знаеш, како ние се менуваме пред камера и им бев многу осудувана зашто тоа го пропагирав, а ја не го пропагирав do it for yourself, него едноставно јас бев тоа и Си искажуваш. Да, и се искажував јавно, што сега кога ќе се навратам, ево ова прв пат јавно ќе го кажам, вајда ќе го кажам затоа што немам чувство дека снимаме, сега не можам да ги погледнам тие фотографии. Старите? Да. Или па ми е тешко да ги погледнам, затоа што гледам, чувствувам во тие очи што се каква болка се крие. Каков научен механизам и адаптација. Да. Имала таа Ивона и таа верзија од Ивона. Затоа јас го делам животот напред и потоа. Две фази во мојот живот. Али колку фасцинатно е со таа психолошка борба и тортура на некој начин, на дневна база, не е тоа дека период во годината кај што ќе има човек анксиозност и несигурност, него тоа е живење, што викаш, адаптација, механизам, маскирање на дневна база. Чудно е како се решаваш на јавни настапи и предобра си во тоа. Да. Значи, одлично изгледаш, харизма, глас, став, луѓето те бараат, те сакаат, а ти внатре можеби да се распаѓаш, меѓутоа изгледаш блескаво. И за тој што суди само според линии и физикус, тој секако ќе хейтат. Значи, има луѓе што се хейтат, и мене ме хейтаат и тебе, тоа секако си стои, тие се такви карактерни. Не дека ти си погрешно или јас сум правилен или обратно, ама ти како се решаваш да одиш на сцена со микрофон, само против сите, пред која ти била најголемата публика, настап, бројка на луѓе, пример, пред кои што си настапувала? Со таква форма, со лоша форма, не сум имала големи настапи. Големите настапи дојдоат како ја среди формата. Тоа е релативно големи, отприлика. Најголемиот ми беше кога бев пред група во Борис Трајковски пред Ацо Пејовиќ со од Прагма. Тоа беше Тоа беше луѓе сигурно. Многу. 4, 5, 6 илјади, не знам. Не. Цел Борис беше. Големата сала полна. Да. Значи браво. И тоа беше мојот најголем настап, мислам тоа е до сега мој најголем настап, не сопствен или пред група. А и ден денес не ме е јасно како таа Ивона успеала да тоа го дава. А знаеш како, еве памтам некои сегменти од спремањето на со таквите настапи. Јас имав и ден денес тоа механизмот, како и денес кога се спремав. Наѓаш нешто, има денови каде што се допаѓаш и не ме интересира ништо. Има денови кај што ништо не се свиѓа. И ја имав една, и уште ја имам, не знам од кај ме ако некој психолог не гледа, може ќе каже, вајде тоа некој научен шаблон, денеска ми се допаѓа мојата веѓа. Ја денес
ставам акцент, ама не да ја нацртам подобро, него ја ставам денеска дека денеска сите у мојата веќе гледат ле, каков пример да веќе. Тоа е многу добар акцент. Ајде да кажем. Си помагаш на себе да си ја вратиш самодовербата, да, тоа е супер. од една страна. Од друга страна па те бутка да останеш со 150 кг подолго време. Да не сум го имала тој механизам, многу порано ќе сум работела на себе и многу порано ќе ми било не, ова више не иде, вака не можам ни физички да издржам, ни ментално, а јас сум таков механизам, затоа јас велам дека јас стварно не глумев дека ми е убаво. Мене ми било убаво. Јас си наоѓав акцент, се облекував така како што се облекував, со тоа што ми беше дозволено и ја го давав мојот најака дуд, кој што ми и ден денес, мојот глас, и тука сите паѓаа у несвес, и ден денес паѓаат у несвес, и тоа е тоа. Сваќаш, фокусот на тоа. Само го молев Бога да ми го чува гласот и тоа е тоа. Да, бидејќи физичкото него... Реално ти си сепак, да сме најреални, ти си пејачка, не си топ модел манекенка, не треба да си со 6 коцки, 96. Добро ми дошла, неќам коцки, јас сакам само... Триаголници сакаш. Јас сакам едни-две линии, само да ми се исцртаат, ако може. Две линии. Да, апсолутно, неќам јас 6 коцки. Ќе му пишам на Мичич, он многу добро тетовира, ќе нацртаме Не, доста како вика македонци, доста го бира в полесниот пат по операциите, нели? Тоа стално знаат луѓето да го кажат. Доста бираше лесни патишта, сега кидеме да се тетовираме. Кидеме сега на теретана да ги правиме. Апсолутно, да. Сега после вторава операција и реално после затегањето на мускулите тоа е возможно. Апсолутно. Порано ми беше... Сега си многу поблиску до целта. Порано ми беше... Многу поблиску до целта си. Али гледаш, сепак си имала самодоверба базирана на нешто. Ние во главата си одбираме на што ќе ја базираме. Има луѓе кои што имаат самодоверба исклучиво на нивните финансиски ситуации, конто, Ферари, небитно. Тоа сум го слушала и не ми е јасно како. Например, еве тоа, како е возможно, ај тоа нека биде тема, не мора ни да иде на подкастот, да размислам како е возможно некој да е ментално здравје и анализа на луѓето. Како е возможно некој да има самодоверба затоа што има пари? Мене тоа еве не ме ја. Па тоа е најчесто. Тоа е најчесто во последно време. Да, јас бидејќи сум во кругови. Ја мислев тоа е поврзано со гради. Не, еден мал дел е тоа, да. Гледај, има многу дечки кои што изгледаат преако, форма, физикус, коса, заби и све, немаат самодоверба. Имаме другари и клиенти кои што стварно се довеле до некое совршенство на изглед, нивно совршенство, топ животна форма, никош не изваделе од себе она самодоверба и мајндсет дека они можат се, дека ќе нив проаѓа се, дека не. Има некои дечки со нема некој лик става, харизма, меѓутоа има пари и знае дека со пари денеска се може да тропне и да отвори врата, било се да купи и кај него лесно проаѓа се и имаат самодоверба базирана на парите. И тоа е многу фасцинантно. Ја многу сум запознат. Знаеш што? Уствари, ја немам запознаено таков човек. Не? Не. Ја дека работам со... Ти не работиш директно со луѓе, ти работиш со публика, ама не ги запознаваш. Јас комуницирам мануелно со многу луѓе и им ги читам карактерите, ги скенирам и работам со некој од нив со години и ги гледам на што се базира карактерот. Што открив? Преако. И не е ни погрешно да ти се базира самодовербата на нешто, ако тоа ти помага во животот и ако те прави посреќен, посамоуверен, и тоа е окей. Сега да не наштетуваш на другите и да не изгледаш вансериско лошо. Али гледаш, значи сепак си имала самодоверба, си се потправа на тоа и на сцена газиш. Тоа е многу добро. Бев свесна јас и тогаш за сопствената убавина. Знаев дека таа убавина е камуфлирана со многу масти, со многу вишок, ама и ден денес сум си ја свесна за својата убавина. Не секој ден, што ми е криво, ама знам дека сум една од жени во Македонија која што има убавина и која што се носи на природно на свој начин. Таква каква што е. И ден денес сум свесна. Сега лав сум у хороскоп. Што си упознак? Јарец. Јарец? Катастрофа. За да си упорна, зашо катастрофа? Сите знакови си имаат добри и лоши страни. Ти стави му акцент на добриот. Стави акцент на добрата страна и Јарецот. не ја хранија. Јарецот ме одржува во животот, инаку да беше само лав. Ке бев уште со 150 килограми. Стварно, не сум до толку запознаен. Хороскоп со диета, имаше една диета на база на хороскоп. Стварно? Ја прочитав, да, многу јако. Ама па таа е уствари ментална диета. Да, имаше на тие женски домакински мовети, диета на база на хороскоп, ама некој пушти како зезанција. Тоа сум ја како нутриционист, Али... жимисте. Треба да почнеш да размислуваш да работиш. Ја како нутриционист.
Што си хороскоп? Лав, Да, сега ќе ти спремам диета. Сега, да. Па, Ќе јадеш на знаеш полна што? месечина, 2 литра вода, семки од тиква. Ствари, хороскопот ако го диктира неделумно карактерот, ако ти знаеш дека некој е упорен дека не дека не можеш да употребиш некој механизам, ама не сега цела искрено да се базира. Да, еден од 100 на механизми тоа, може да употребиш како џокер, да. Реално. А кога си кај вежбање, знам дека јас си видов по тебе бидејќи работиме година, две и повеќе. Да. Физичкиот тренажен процес не ти бил проблем тебе. Тој еден час супер го проаѓаш. Си ми снимала видео, си ми праќала изработен тренинг, кардио, супер. Останатите 23 часа кај сите нас е проблем. Да. Јадењето, однесувањето кон себе, пиењето вода, што правиш, дали спиеш, дали има стрес. Така да тренингот е супер, психолошкиот дел е секогаш потежок. Кој дел од денот ти е криза период, така го викам. Например, многу луѓе, па и јас во одредена фаза од животот, сум јадал екстремно чисто, здраво, супер, меѓутоа ноќните часови, вечерните часови, знаат да се по часови за грискање, за мезе, за Netflix. И тука паѓа оној карактер. Особено ако нема човек тврда цел, јасна цел, и ја пример кога се спремам за нешто посериозно, дали тоа надпревар или фотосесија или не знам што, сум поодговорен. Кога немам тотална јасна цел, знам да се пуштам во лер и да речам, ајде бе, пусна Марија ако и се јаде нешто, нарачи и за мене. Баш вчера зборевме со тоа. Не можам да те замислам у таа верзија. За мене си ми пак и перфектниот кој што секогаш јаде чија од фитнес хаус и чист стек и горис, така беше? Да. Тоа е твојот и брокула. Не можам да замислам сега кога збориш како да збориш за некој друг човек. Јас сум имал борба со себе си многу. Знаеш, вака силуетата на Инстаграм или било каде прикажува оној хайлайт, Да, нели? точно. Сигурно нема да постирам слика. Ја до душа постирам слика и кога сум помастен, помрсен и по 7-8 кила, мада никад не сум се оддалечил од формата повеќе од 5-6 килограми, никогаш. Не сум си дозволил, бидејќи кај мене е тоа професија, одговорност, Точно. на мене се чека, ќе ти се јава за фотосесија или доаѓа лето, не можам да си дозволам јас после 20 години работа, едукација и практика на тоа што го учам, да си дозволам така. Плюс јас треба да сум пример и репер. Ти не мора да си пример и репер за твојата публика, за диета, така. Јас морам. Иначе нема да сум валиден за тоа што го Јас морам за себе. Ти мораш за себе? Младот од вчера, да, ако најголемо разочарување животно кое што може некој да си го приреди е само на себе. Не можеме да ги разочараме повеќе другите од себе. Себе најмногу може да се разочараш и многу е убаво, многу убава реченица кажа не можам да си дозволам. Да. Преубаво. Може да ја запишам негде и да кажам и ние кои што сме тука рекреативци, кои што имаме одговорност кон својот живот, не смееме да се дозволиме веќе некои ствари, посебно како еве јас човек кој што поминал цел живот, еве да кажеме дека датира од 8 оделение, па булинг, па почеток на кариера, па 120 диети, па една операција, па друга, како да си дозволам? Како смеам јас сега да си дозволам? Ајде, сега се случи периодов, повеќе од 30 дена вакво, еве, не, више знам и аларми, многу ми е драго што постои сега веќе научен аларм дека нешто правиш погрешно, веќе 30 дена ти штети дует направи нешто поразлично. Браво, да. Мора да научиме да го слушаме тој аларм. Најчесто го слушаме оној лошиот аларм, доктор кога ќе ни каже дека е работата сериозна и многу често ќе рече нема назад или има малку шанси назад, тогаш е понапорно, тогаш алармот може да е посилен, ама може и демотивирачки кај некои луѓе да звучи. Ќе му каже некој како не можеш назад од оваа форма здравствена и луѓето се демотивираат и паѓаат, се повлекуваат во себе. Затоа е многу важно да имаш реална перцепција пред да зазвони тој аларм, да си поставиш некои мали, помалку сериозни аларми, одговорности. Да, одговорност. Да. Пак се враќаме на тоа. Например, реално и булингот е еден тип на многу голем аларм. Како ти кога првиот булинг си го слушнала и осетила за себе и дали тој ти беше некаква каписва иницијативна дека ти треба нешто да смениш или само имаш одбивност кон тие луѓе, ја ставаш под тепих ситуацијата и проблемот,
Како го доживуваше првиот булинг, првите негативни коментари? Првиот булинг е Претпоставувам дека биле во живо, дека не на социјалните мрежи. Да. Па немавме ние тогаш социјални мрежи. И затоа немавме физички доказ за тоа и не можевме да се обратиме, нели, како сега идеш со телефонот, мамо, тато, тоа или во школа. Првиот булинг датира од, кажавме, несвесно од дома, на начин на кој што знаеле да се носат, потоа од основци, од соученици, од други оделенија. И после како движеше булинг, јас се расправав. Кај мене не беше булингот. Така. Не, јас се тепав. Лафијарец. Јас се тепав. Нема да кјутиш. Јас се тепав. Како мислиш ти, јас сум дебела. Да, си ги тепав и женски и мажки. И после со текот на годините, нивните гласови, кои што ја као ќе ги истепав, стана мои гласови у глава до ден денес, со кои што се борам. Во кој смисол? Нивните реченици стана гласови во мојата глава. Така. И до ден денес знаат да се појавуваат и да се тука и само учиш механизми како да се бориш со нив, а никогаш не ми биле мотивација да се поправам. Само ми биле инат некој таков механизам на инат, на баш напротив. Било се, сине треба, фармерчињата, па под фармерчињата да носиш нешто да ти го покрие дупето. Со тоа израсно, као да се покрие. Не, кроп топ ке носам. Не ми збори што треба. Што не, тоа беше гласот на детската Ивона, кој што денеска веќе е сортиран, веќе е наместен, тоа е малку его моментот од лавот, сега веќе е изредуцирано, наштимано, наместено. Сега знам да послушам совет, знам да слушам совети, знам да барам, знам кој што и како ми мисли, од кој да слушам, кој не. Да, многу добри информации кажа. Фала ти за искреноста, предобри информации кажа. И не знам другачие ја. Браво, вчера баш те прашав дали сакаш да збориме на се. Да, ова е баш се. Ова е баш се. Многу те сакам што така опуштено збориш, пошто реално со ова помагаш на многу луѓе. Значи, фитнес публика во Македонија, не дека јас него, ја креираме ние, мал број на фитнес публика, се шири, луѓето се освестуваат и тоа е предобро. И го гледам тоа како расте. Меѓутоа, пак е мал процент. Можеме да кажеме дека се активни вежбачи, пример, 10%, неактивни оние рекреативци се уште 20%, 17% за жал, тоа се во бројки стотици илјади, се неактивни и немаат никакво познавање ни од азбуката, не за фитнес, него за исхраната. И голем дел од тие, да кажам 17%, небитни се бројки сега да не бидам статистичар, голем дел од нив сакаат помош во вид на бесплатна едукација, подкаст, рил, да слушнат, да видат дека и они се тука во истата ситуација, дека не се сами, дека има уште многу други па јавни личности, што природно е да се бориме со тоа. Одговорност. Ние, јас како фитнес тренер и колеги мои тренери се борат со килограмите. Не е тоа дека јас сум роден со стомаче и сега ова е среќен, има генетика. Не, јас сум имал борби, сериозни борби. Пошто лесно е да оставиш 3 кила. Друго е да се спремиш за надпревар, а потешко е да одржуваш таа форма 20 години или 30. Има некои луѓе што као магија прават, гледаш дека има 17 години и изгледаат добро, не е ништо на среќа. Така да постои борба во секој профил на тело, дали тој слаб, дебел, skinny fat, борба постои. Емотивна и физичка. Претежно емотивната, нели? И сакам да кажам, на луѓето им даваш моментално преголема сила и надеж дека нормално да се збори на ова, нормално да се оправиме, да се извади под тепих, да се зборува, да се раџвака и само можеме да помогнеме. Многу сакам да се вметне во као да е нормално да се збори на овие теми, да е нормално да јас сега седам како идентитет, Ивона Јо, со сликава, со се, збори со паки, ама дека Ивона Јо има идентитет кој што си го носи со себе, кој што е таков и кој што може ми е даден за да не може, сигурно сум дека ми е даден за да помогнам на денес, ако помогнеме со овој подкаст на двајца, тоа е тоа. А верувам дека после муабетиве искреноста и баш чепкање во приватноста и вака искрено зборење дека ќе се јават многу жени, девојки, мажи кои што
ќе ти се јават на тебе и ќе им дадеш и многу подетални работи и програми твои. Сакам да тука еден момент ми разбуди, не ми е јасно, сега ми се разбуди, не ми е јасно зошто како можеби поправиме ако си запознан, зошто како што знаеме дека движи времето, зашто не се направи редукција, например, на предметите во школа. Ова датира кај мене од мала возраст. Зошто да нема, не предмет, сега пак играм, како што се смеевме вчера, Ама Адастра да има пред. Да, Адастра. Да, баш убаво. И да им ова е многу добра, извини, го зборувам, можеби 10 години уште на времето на Facebook, кога немаше баш Инстаграм, оваа тема е зборам и многу луѓе ме поддржале, ама тоа не допира до ушите. Ја би рекол да се вметне барем основата на ендокринологија, за да видиме како мали деца, наместо да слушнеме кој е главен град на Мадагаскар и која река тече во Индокина течела. Апсолутно. Што е најверојатно никош нема да отидеме таму, освен Марија што беше во Индија, да не ќе треба. И нема да ни треба тие информации, а и да ни треба, денеска е многу лесно да ги изгугламе. Ако идам за Азија, ќе дознам. Тоа да се прилагоди сега системот на ова. Телото, да го научиш, твојата адаптација, реакција, алергени и реакции, тоа е значи живот. Веќе гледаме дека информациите што ги учиме од мала возраст, корените, квадратите, тоа не ни игра моментално функција, значи имаме една нова ера на генерации. Направи цел ремонт. Како да подобриме ситуацијата во Македонија? Така. Направи цел ремонт. Сите предмети тргни ги. Не викам јас да се тргни историја, да не се географија. Ама наместо губењето на време во детали да се научи се моментално што се случува, умирачко од инфаркти. Причината, изворот. Дај да идеме на почетокот, од каде, од исхрана. Дај да ги учиме тие деца. Родителите сега, знаеш, некако и родителите треба да се едуцираат. Ја велам, за мене, како што добиваме упатство и употреба за купениот микрофон, така и родителот треба пред да направи роди дете, да прочита едно упатство за користење на тој микрофон во тој случај дете. Апсолутно. Например, нутриционизмот треба да е онака баш од прво оделение. Нека е во вид на сликички, нека е во вид на најпроста форма на едукација со прешкртано, да, не, да јадеш, да не јадеш. Ова те гои, ти прави, ти го крати животниот рок и ти прави болести, ова не. Просто треба да биде, а потоа кој што ќе се одлучи на тој пат, нека работи и нека учи по специфични теми. Плаќавме 200 ли денари, 300 и ни носеа кифли во корпа залишта. Да. Што го учиш дете? Тоа е тесто. Зошто да не направиме никако да не сме дете да внесе тесто во училиште, да си имаме оние пакувања. Зашто да не јадат вакво на пример? Чија Поздрав фитнес хаус. Да си имаат тренирчиња, не знам со кој зборевме, од која држава, Германија или вакво, дојдоа на гости и детето го анализирав, детето јадеше цело седење на гости моркови и зеленчуци. И ја прашува мајката како? Така, во школо не смеа да внесат ништо што е лебасто, што е тежок јаглехидрат, значи смеат само зеленчук, овошје, како ми кажа, дали кашкавалче, дали сиренце, нешто такво и евентуално домашен леп, нешто домашно направено, ама пак со зеленчук. Да. Знаеш која свесност е тоа. Затоа и првите прашања ми беа од кога ти датираше твојата борба со килограмите, бидејќи тука е базата. Основата, да. Ако ја промашиме основата, гледаш ке има борба цел живот. А на пример, многу примери гледам каде што растеле здраво, квалитетно и некаде на 30-та година се здебелиле, дали се тоа 5 или 25 килограми, таа фаза и таа дебелина многу полесно се санира. Бидејќи не е настаната хормонална штета од мали нозе и не живеел човекот со 30 годишен хормонален дефект, него сега се изразува како естетски проблем, додека не станал хормонален и на физичко и ментално ниво, тоа ќе се санира, нормално ако има спорт и храна, и е многу полесно, додека некој што го носи тоа 30 години од мали нозе, стварно треба борба, знаеш, како дрвото да зарасне на криво, треба да го скршиш, тешко е да се оправи. Може, ама е многу повеќе напор и траума. Реално, да скинеш ти 50 килограми е еден тип на траума. Проѓаш низ многу емотивни битки. Други да скинеш 3 килограми, можеш за 2 недели, дури да не пазиш на храна толку, со трчање, ќе го направиш тоа, али 50 килограми, значи колку е твојата најголема килажа? 150 килограми била. Да заокружиме. Долго време било тоа или фаза кратка? Долго време е 130, 120,
после нагло уште 20, 150 сум носела 2 години. Најчесто биле 130, 120, 130, 120. Така да, борба. На 150 килограми многу ме интересира, ваljе сите ги интересира, дали на 150 килограми тоа како се осеќаш можам да претпоставам, меѓутоа голем дел е несвесен мозокот, нели, како што рече, се носиш да ги се учиш да ги носиш тие и да ги маскираш мани и ставаш по тепих и добро ти е некој време, возиш во таа насока, али дали тогаш постира слики од тебе, дали има селфи, дали имаш некоја самодоверба дека и тоа е окей да помине. Да, имам. Ја 150 ги дознав кога застанав на вагата да се мерам кај докторот. Ја не ги мерев ја вагата, тогаш е најголем непријател. Да. Бегаш од неа. Ги носев, како што ти кажав. Носев, се сликав, пеев тој период. Се најнормално, се најфункционално. Имав јас и ден денес го имам тој момент. Моите најголеми килажи, најголеми хајлајти се во моите најтешки моменти, најборбени моменти, животни фази како човек, и тука ќе го детектираме психолошки оној моментот, емотивно прејадување кој што сите превртуваат очи на него, и јас бегам од луѓе кои што превртуваат очи на тоа, затоа што цел живот се соочувам со тоа и сум жив сведок на тоа дека кога се ми е мазно и подмачкано, ја немам потреба од храна, односно немам потреба да потполнувам празнини внатрешни, а кога имам некој недостаток внатрешен, тоа мислам дека ќе го потполнам со храна. Да, тоа е тој животен допамин што го бараме, а кога го немаме од задоволство вистински од животот, го бараме преку храна, да, или преку други пороци, али храната е најголем порок според мене, може да се види тоа по многу примери. Те прекинав, извини, ама ова беше битно. Тоа е тоа. Мислам, тоа е тој момент што сакав да го споделам во врска со емотивното прејадување и да кажам гласно дека колку и да читаат девојките и мажите кои што го гледаат ова, дека не постои нешто како синдром на емотивно прејадување, дека сега веќе сите го користат. Не велам дека не се вадат на тоа многу луѓе. Далеко било, но постои и јас сум жив сведок, еве, овие 30-40 дена после губењето на татко ми се жив сведок дека ја се вратив на лоша храна, на лоша навика, да не толку храната, пак ми беше, знаев што јадам, што не треба, ама лошите навики, до доцна седење, до потполнување на таа празнина, која што никој не може да ми ја надомести, не појавување на тренинзи и слично. Да, обично тоа го маскираме во денови кога не ни е добро, јас и по мене тоа сум го видел, кога денови кога се осеќам тажно, тешко или скршено од икс причини, и во детството и пред некој време, си викаш, ѓаволчето во мозокот вика, лош ми е денов, дај бар нешто да ми е вкусно, бар нешто да ми е убаво, и се тешиме со храната. Мене ми е мутиран гласот, кај мене е више механизам. Кај мене не ми вика ништо. Посегнуваш кај мене само посегнувам. Само посегнуваш. Само да се случува нешто. Тоа е механизмот. Само да се случува нешто, да меле устата, да прави. Да, а дали тоа ти се случува навечер, преска, баш тоа не ми одговори. Дали ти е тоа од кога станеш целодневно? Во вакви емотивни состојби целодневно. Целодневно. Ништо не е доволно. Така. Дај уште, дај. Претежно благо или солено? Не бира. Не, на мјута ѓаволчето, на мјута. Како личност повеќе сакам солено, ама не дека не посегнува по благо. А во нормални услови, кога сум окей и кога имам фокус на себе, најчесто навечер, како и поголеме дел од популацијата, кога нели веќе се стивнува, се смирува и сега седнуваме да гледаме некоја серија на Netflix или нешто, бла бла бла, нешто дур да потрае денов и се случува тоа што се случува. Да, тенка е границата на апетитот. Лесно може да ја преминеме. Многу е важно тука дали тоа депресија или емоционално прејадување или истото. Сите тие имаат влијание врз, односно се контролирани од хормоните за глад и ситост, грелин, лептин, самата варијација на глукоза и овој ефект на инсулинот. Заради тоа мора да го научиме апетитот да е стабилен. Кога апетитот е стабилен, хормонално, бидејќи имаме хормонален глад од досада, имаме различните типови на гладови. Имаме глад стварно од нејадење, од фастинг, едноставно дефицит голем осеќаш и ти се јаде. Тоа е различен глад. Оној емотивен или хормонален глад е емотивен и хормонален е исто?
Во се истата? спојува, не е исто, али има заедничка точка, бидејќи кога ќе осеќаш, може да осеќаш, тоа и сум го осетил јас, препон стомак, ти да си стварно калориски преаден, твоите потреби за гориво се многу далеку наполнети, ама тебе грелинот и лептинот, како основни хормони за сигнализација на тоа, на упатување на порака и сигнал дали до мозокот дали си ти гладен или не работат, исклучени се. И грелинот вика не сум најаден. И мозокот ти вика тоа го осеќам после екстремни изгладување, после надпревар кога ќе доживам дехидрација. Значи наредни 3-4 дена јас мислам дека да изедам 10 хамбургери, и јас додека ги јадам, може и да ми се повраќа од јадење, меѓутоа нарачувам 11. Го мислам и мене грелинот ми вика мораш да јадеш, ќе умреш. И тоа е, затоа не го потценувам овој дел, знам колку е тешко. Дали е настанато од дехидрација и од други работи, небитно, целта е истото, штетата е истата. И многу е тешко да се бори со тоа. Сега, ако го научиме да го исклучиме грелинот, лептинот, дали преку здрава храна, растителни влакна, одредена суплементација, здравите масти и зеленчукот имаат таа моќ да го наполнат желудникот со голем волумен на храна и да стигне сигнализација до грелинот дека има многу храна, и при тоа здравите влакна, растителни, го регулираат тој дел од ситоста и ти не осеќаш потреба, дури и во калориски дефицит, што јас го правам со години, не осеќам стрес и потреба. Баш на оваа тема сакам да ти поклонам нешто кое што директно влијае врз сите овие работи. Тоа ќе те прашав што да зимам, еве на пример. Растителни влакна во комбинација, баш ќе ми кажеш после некој време ефектот од сето ова. Леле ме израдува сега. L-карнитин. Се израдував. И уште една верзија на Доктор Слим. Сакам да ги пробаш. Растителни влакна се, Доктор Слим, претежно имаат растителни влакна. влакна. Микс различни нешта, лушпи и аминокиселини кои што верувам дека ќе ти го повели. Благодарам. Угасат апетитот и буквално ќе си по-раат на тема јадење. Ептен се израдував, да знаеш. Принцип на секоја гостување добиваме пакетчиња од Адастра Натуратерапи и ептен се радувам затоа што ги имам пробано и се што имам пробано се има ефект и многу сум среќна што е тоа наше, македонско бидејќи е наше. Да. Се радувам што е наше. Се радувам што се предобри, нема на што, драго ни е. Јас реално веќе мислам дека од март месец, како што ги пијам овие производи, зборам баш за овие, од како што влегов во длабок дефицит, тоа е индивидуално длабок, и ниту една криза сум немал летово. А нормално е после одржување на многу низок процент на body fat, на масти телесни, да осеќаш некое. Колку ствари не знаеме, колку може да ни помогнат. Да, многу се радувам што постои ваква содржина и се надевам дека толку ќе пукне подкастов што ќе допре до сите оние кои што имаат потреба од ова и овие работи, особено еве како човек кој што доста ќе му значи ако ова може да им помогне, сечи ги ставе ги у кратка верзија за да знаат луѓето, нека имат, нека е бесплатно, нека стои тука како информација. Тоа е целта, така нема на што. Баш тоа со Адастра, кога го креиравме проектот, се договоривме дека нема да биде класично само за дигање тегови, чушневи, само исклучиво за калории, туку дека ќе офатиме најголемиот дел од проблематиката, ментално здравје, па и физичко здравје, дигестивно здравје, долговечност, така да реално исхраната е тесно поврзано со ејджинг, со старење или подмладување, и сите овие суплементи само да, ако ги гледаме како прав знак, а не како прашок, како што многу луѓе има предрасуди, ќе слушнат суплементи, а не сум ја баш за тоа. Баш вчера една жена у теретана, пијам БЦА, поздрав ако ме гледа, пијам БЦА и ми вика, дечко, извини да те прашам, што е тоа хемијата што ја пиеш? Ја викам, аминокиселини. И вака само напри, добро, јас мислев тоа е нешто за мене, ама ти си професионалец. И навлегов да ја објаснам, али целта ми е на моветот колку луѓето не ја знаат основата на тема аминокиселини. И јас се викам, господјо, вие како се храните, почнано е набројува, викам, вие внесувате повеќе аминокиселини од мене. Ми набројевте риба, месо, јајца, викам, тоа се разложува на аминокиселини, само што ова е калориска пијачка, со убав вкус, без силни ароми и вештачки бои кои што ми прават да внесам повеќе хидрација. Вика, не е тоа за професионалци? Не, викам, не. Не знаат, имаш околу 50 на години,
Така, изгледаше со поголем број на килограми, ама не ги знаеме работите. Ама супер што прашала, еве, јас сум воодушевена и браво за неа што прашала. Да. Има многу кои што, види го, хемија пие и толку. Женава на женава сигурно можеби ќе помогнеш, може ќе земе. Па да, и реков, од тамо се пијачките, може викам дури и не вежбаш да ги пие. Стварно и не вежбаш може да ги пие. Па зашто не сум знаела до сега? Па викам, најверојатно пребарувате на интернет погрешни работи или нешто различно од мојот свет. Да. Викам, и наброј, во City Mall имаме дуќан, во GTC, во Diamond, готово ќе земам. Сакам да кажам, браво. Се надам дека ќе е голем достревот на информацииве со цел да сите да немаме проблеми ни со дебелина, ни со болести. Али да се вратам на оној булинг што го спомна. Дали си имала 130 или 150 килограми, кога ќе ставиш слика, јас според мене мислам дека најголема категорија на луѓе кои што осудуваат и вреѓаат, луѓе кои што не ги ни познаваат, се луѓе што имаат голем проблем со себе си. Многу тежок проблем. И се настроени негативно од утрото до вечерта, денот им е многу лош, па најверојатно полесно да навредат некого кој што сметаа дека не им се допаѓа, а таквите луѓе најчесто не се успешни, згодни, паметни, или не знам, ситуирани или успешни во твојата бранша. Реално, кога те исхейтал некој твој колега пеач, јавно да ти пише некој коментар. Не верувам. Да. Ни па мене некој квалитетен пријател, колега, конкурент, да кажам, од надпревар или од професија ме мразел во порака да ми пише нешто. Не, тоа се луѓе кои што се стварно некоја пета лига несрекни во себе. Како ти го доживуваш тој булинг? Коментар читаш од некој човек кој што не го ни познаваш? Зависно тешко ли ти доаѓа или хладнокрвно? Сам јас лично те познавам многу, ме интересира да дадеме порака. Зависно во која емотивна фаза сум, ако проблемот настанува, ако тој период не сум се грижала за себе, порано, и почнуваш да веруваш во тоа што го читаш, дека тоа е идентитет твој и дека тоа е тоа, и тие се тие гласови во глава кои што до ден денес пробувам да ги стишам, да кажам дека тоа не е моje мислење, дека тоа не сум јас, дека јас сум различно од тоа. Сега како сега, прво и основно не ги читам. Тоа најчесто се појавуваат на мојот профил веќе не, откако направивме еден муабет ја и ти. На мојот профил веќе не се појавуваат, ги нема, не постојат. А на профили како што се други медиуми, не ги читам. Браво. Многу ми е крива што тато помина низ тоа и што ги читаше и седеше дома и се нервираше, ке ми се јавеше што прати, ова ли е тоа? Да, тоа родител после многу боли. И многу ми е крива, дури дознав после некое време дека брат ми во компанија со татко ми им пишувале на некои екстреми. Ја последниве 3 години откако веќе имам оформено подобро мислење за себе, веќе откако почнав интензивно да се грижам за себе, не допираат. Но имало периоди, имало години кога тоа допирало и јавен апел до луѓе кои што и од твојата бранша сум доживувала и тоа јавно допишуваат. Имаше едни твои и пријатели вакво. Застанете тоа, кажете го во огледало на себе, наместо да го направите тоа на друг, затоа што нанесувате сериозна штета. А ако повеќе сте стварно злобни и штетни, правете го тоа, но не гледам поента. Не гледам поента, ја како сега така оформен човек, не гледам, и јас имам лоши денови, и јас имам тешки денови, никогаш, ја не оставам коментари, ја оставам коментари исклучиво кога е нешто интензивно треба да се даде подршка. Гледам дека некој се труди, дека некој убаво изгледа, дека некој секогаш нема тоа кај мене дали бил колега, конкурент, побогу за сите има место под ова небо, побогу. И тоа е убавината на овој живот, за сите имаме огромно небото и не покрива. Апсолутно да, знаеш, како што кажаме, тоа е категорија загрозена нека категорија на луѓе на кои што нив им е тешко, али е еден апел до сите оние кои што гледам дека периодов има доста мини кампањи од инфлуенсери што ми се свија за булинг.
Да. Булинг од дечиња, булинг кон нас, булинг. Секој може да е мета на булинг. Да. Не дека ако некој маж има мускули или бизнис или ако вози Ламборџини дека недопирлив е за булинг, секој може да му го разништа карактерот. Како што кажа ти, читаш некоја дури невистина да е за тебе, 3 коментари да се такви, или пак тој ако има многу лајкови на неговиот хејтерски коментар, ти си викаш, чекај да не е ова, така се запрашуваш, доживуваш несигурност и некако ти се расклимува денот, не ти е убаво едноставно. И ми се свиѓа, треба да покренеме сите заедно, ајде гледам дека почнува некоја поголема кампања за предрасуди. Телеком имаше многу јака кампања, врвна, креативна. Предрасудите не се, со нив не се раѓаме, нив ги учиме. Да, дали сме различни црни, бели, мали, големи, ниски, високи, као тоа е лично мое. Ако можеш да ми помогнеш, супер, фала. Ако не можеш, фала, супер, ама не ми се мешај. И многу не ми се свиѓа онаа парола, па јавна личност ти мора да трпиш. Да, можам да трпам и да поднесам реална критика и коментар, ама не треба да оставам некој да ме вреја. Зашто да трпам вреѓање и пцување, као нема логика. Го бришам. Зашто го бришаш? Па ќе го бришам, кај мене дома си дошол, ќе го бришам секако. Нема потреба кал и друго да има нечистоти и кај мене, мислам и кај секого. Така да треба да сме погласни на тие теми и апел до сите оние кои што се логираат, имаат намера нивните недостатоци и фрустрации да ги искажат на нечи профил, само нека ви текне, ова е апел баш до таа категорија на луѓе, нека ви текне дека ништо добро нема да направите. Буквално, ни за вас, ни за тие луѓе, напротив, ќе допрете негативно, можеби до некој детенце, на кој што и така пати од некој недостаток или болест, не да Боже, само му е влошувате ситуацијата. Така да нема никаква смисла и ефект, туку мораме да подразмислиме зошто не имаме причина да се искажеме на тој начин. А многу е интересно што таквите типови на луѓе никогаш не пишуваат честитки. Никогаш нема браво, со среќа за Дуќанов, браво за подкастов, вчера сгазил интермецо, честитки, среќен роден ден. Не. Они се тука скриени, демнат само кога ќе треба да навредат и тоа е тоа. Се надам дека не се љутат таквите ликови, бидејќи ги имам во пријатели, бидејќи нема ништо лошо хејт кон нив, со муабетов туку само апел дека не ни помагаат. И многу интересно што сите тие различно размислуваат и се им се менува главата кога се работи за нивните ќерки или сестри. Се се менува. Кога ќе прочита за сестрата, извини, истиот тој коментар што он го пиша вчера на тебе или на мене, се менува. Го допира и има гнев. Така да не е убаво. Не е секако убаво. Мислиш дека имаат, дека они тоа го пишуваат за да помогнат и такви моменти си слушал? Ја пишувам за така. нејзино добро да е освестам. Преубаво. Да. Многу емпатија. Сте вас среќа што немам такви околина. Нема емпатија. Да. Прејако. Преубаво. Да. Ја на тие би упатила она реченица работете на себе. Апсолутно. Работете на себе за да има помог. вчера ти кажа бевме на кафе вчера и многу добра мисла кажа и стварно е така. Се почесто го слушаме она фраза изрека работам на себе. Тоа е излишана веќе ми стана. Излишно е и веќе тоа е многу релативно. Што е тоа работам на себе? Ако сум купил книга од од Джо Диспенза или Боб Проктор, не значи дека баш работам на себе. Може сликам само за настори во Халкидики. Али мислам и тоа е супер, не осудувам, ама работа на себе е многу подлабоко. Детектирање на своите мани и работа и наведнување глава и стварно работење. А дали ти се умори некогаш од таа борба? Од таа борба, не само од хејтот, од булингот, од таа група на луѓе, туку дали се умори од тоа, од твоите обиди, втор обид, пети обид, и си викаш, до мене ли е, до животот ли е, што е со обидиве, дали грешам во обидот, или во методот? Да, се уморив. Пред година дена се уморив. Баш пред нешто, непосредно пред операцијата на кожа, баш се уморив и кажав, what's the point? И тогаш ми се пројави депресивната моја епизода за која што зборев гласно. Да, има моменти во кои што си велиш доста е до каде, но се враќам на она што го кажав на почетокот, дека навистина верувам дека сум создадена таква каква што сум, обликувана за да пренесам некоја порака, за да се изградам во нешто
сопствено не ми е дадено со добра генетика, како што ти спомна и се она кое што полесно оди, туку потешкото за да можам низ тој пат на градење и симнување на килограми, градење на еден здраво тело и здрав дух, да си изградам себе си како најдобра верзија од себе си доколку е возможно и сакам оваа година да продолжам да го правам тоа и 2026 веќе во 2026 да влезам како што сега сум тотално здрава, фала му на Бога, но со малку по да ги стишам, тие гласчиња на мјут да ги ставам и да го искористам мојот полн потенцијал и да биде тоа една убава година за мене. Затоа што оваа не можам да кажам дека е убава, но можам да кажам дека е со многу силни лекции кои што ќе си ги носам така на грбче право да ме држат. Браво, стварно ти посакувам многу среќа и ќе бидам дел од твојот процес и затоа се радувам. Апсолутно ќе бидеш. Како е баш на таа тема, како е и дали од колкава помоше работа со тренер во тие моменти? Психолошки, физички дел, насоки за храна, поддршка, патоказ кон целта, јасна цел, светло тунелот. Дали ти помага многу? Јас кај тебе обожавам што ти не ми велиш еве пи имунобуст од Адастра затоа што Адастра ми е мене со Адастра имаме подкаст, туку пи го имунобустот од Адастра затоа што и сега тука има 23 говорни пораки кои што се цел подкаст, кои што ми објаснуваш зошто тоа треба да го правам. Апсолутно многу помага и тоа и приватно вака кога ќе ми пишате го препорачуваш ли паки апсолутно затоа што и не мора да е паки еве да излеземе од твојот идентитет, помош од тренер. Затоа што е многу е важен тој патоказ и таа светлина која што вие тренерите ја давате на нас, кои што вечно се бореле со килограмите, многу е од голема помош. Таа светлина низ патот и е голем уште не знам израз, ветер у леѓа, добар пуш ти дава и многу полесно да го пребродиш тоа. Мене, откако почнав со тебе многу работи ми се момент. Знаеш, ова е заради тоа и тоа сум го правила и тоа мислам дека е трајно. Сите оние јади ова и ова се не можеш да го учиш. Ти памтам ми даде една исхрана, кето исхрана во која што само ми објасни кои намирници што и како. И одоздола, искрире си го ти твоето, прилагоди си. Еве ти тебе знаење што не треба, што и како треба, па после јас ти побарав помош и ти ми даде онака детално. Да, знаеш. Тоа е од голема помош. Зошто? Затоа што даваш едукација. Покрај тоа што ми даваш ти конкретна диета, ми даваш и едукација како ја да продолжам и без тебе после. Да, тоа е многу важно. Не е поентата да те направам зависен. Тренерот да го направи клиентот зависен од него, туку да му покаже како да го управува своето тело уште 100 години понатака и како да знае да се снајде кога има стагнација. А секогаш ќе допреме до некоја стагнација. Нашето тело не е дизајнирано само да напредува. Ние создаваме механизми за тоа да се случува. Нашето тело сака комфорт, складирање на масти и старење. Ние правиме анти-ејджинг процес, контра. Така да многу важно. Браво, кажано. Да, ние се бориме фактички и многу азиски земји и сериозни доктори и научници веруваат, најверојатно и тврдат дека старењето е болест. Дека старењето е болест која што ние како земски луѓе сме се помириле со тоа и дека не значи тоа дека сме вечни, меѓутоа нашиот рок е предвиден според таа генетска рамка, зборам планетарно генетска, не моја од фамилијата, е предвиден да живее околу 200-300 години. Такво верување има и азиските научници, многу ги следам и многу се напредни, понапредни чекор два од другите. И сега да не кажам точно 100-200-300 години, али двојно повеќе од овој животен рок. Меѓутоа ние го намалуваме од воздух до храна, несвесност на навики, неспиење, ритам, биоритам и слично. И ние не обрнуваме внимание на староста, се додека не видиме нотификација од кој што е предос, на пример, обелена коса, брчки на тело, на лице, естрогенски пат, тестостеронски пат, и тогаш гледаме дека квапнуваме и тогаш се уклучува алармот, стареам стварно, дај да направам нешто. Да. Тогаш се веќе во надолна линија. Најчесто. Да, затоа и од тоа има враќање или не?
Па има, денеска е многу полесно за враќање, ако свесноста и информациите ни се на ниво од медицина до билни екстракти, до суплементација, до надри лекарство, стварно има многу повеќе методи од живење во мир, во медитација, се тоа влијае врз долгиот рок, ама некако не ни се слуша на тие теми, знаеш, ние луѓето сакаме дај да платам денеска, да ми направат операција, да пројдам така, да не превземам ја чекори, докторов нека превземе, некако одговорноста е даваме на докторот преку новчаникот. Така сме навикнати, како луѓе, како генерација. И гледам дека тоа се влошува, тој мајндсет, али баш многу добра епизода емисија имавме со еден професор, доктор генетичар, може би ја гледаше, и он многу добри теми кажа за старењето. Баш би сакал повторно да го викнам, ми останаа 10 прашања на тема старење и треба да се отворат, бидејќи мене ме интересираат. Така да, знаеш, вечната борба продолжува кај сите. Кариерна борба, физичка борба, ментална борба, али менталната решава и за кариерна, и за физикус изглед, и за... Мене тоа ме нема научено, знаеш, сватив дека сум имала мислење дека во одреден период во животот достигнуваш нешто и сега тука има уживање на тоа достигнување и дека застанува се, без да сватам дека во животот единствено нешто што е константно, тоа е нашата променливост. Да, и баш. Тоа ми беше онака дознавање на векот, као се се смени. Се менува и имам и тетоважа на тема, као промене, као се менува. Најконстантно до нешто промената. И тоа од мали нозе, ако се научи дека ништо нема да трае, дека ако не работиш сега, дека за 2 месеци ќе го видиш резултатот од неработењето на сега е life changing. Ја така се мотивирам, многу добра порака. Еден трик, ако денеска не отидам у теретана, за 2 недели од сега ќе пожалам зашто денеска не сум отишла, знаеш. Апсолутно. Ама тоа не го гледаме на дневна база, знаеш, за жал. Да ги гледаме дневните контраефекти, ќе бидеме посвесни. Некако полека. А има животот веќе, барем кај мене, почнува да ми дава и дневни ефекти. Ако не се појавам денеска на тој 1 сат вежбање, правам разлика од кога сум се појавила, па не сум жива, едноставно, кога ќе почнуваш да го чувствуваш телото дека веќе не ти е живо, дека повеќе ти се лежи, дека не ќеш да седиш во исправена состојба, туку да лежиш повеќе, аларм. А тоа на дневна база можеме да го видиме. Да, а дали и кога, тоа знам кога, дали сметаше дека операцијата ти е спас и дека ќе те доближи многу до целта? Да. Операција на желудник имаше, за тие што не знаат, или посукција? Или уште нешто плюс имаше? Операцијата на желудникот е ван липосукција. Да. Прво самата липосукција беше заедно со вадењето на вишокот кожа, која што беше последователна. Немам идено конкретно само на липосукција, како што, например, сега моментално се прави липосукцијата, многу брзо опоравокот. Мене липосукцијата ми беше заедно со вадењето на вишокот кожа, кој што беше последователен поради првата операција, заради големото губење на килограмите. Да. Тоа беше покомплексен процес. Вадењето на кожа, да. Да. Тоа беше година во јануари. Да. Вадењето, самата операција на желудникот ми беше, аларм и одлука дека ќе направам нешто. И можеби од оваа перспектива гледана после 4 години, можеби изгледа на луѓето како најбрзо и најлесно решение, но за мене тогаш, а и сега, воопшто не жалам, затоа што таа промена, која што ми ја донесе кратењето на желудникот, проширениот дел кој што со текот на годините се ширел, со внес на големи количини на храна, сега ми прави да многу полесно и многу помалку количински внесувам храна и многу поголем аларм, многу побрзо ми дава аларм кога е желудникот сит. Плюс, да не направиш белја. Да, и ситоста многу полесно ми ја дава, некако многу погласно ми ја дава ситоста. Така. Самата операција. Посвесна си, значи. Воопшто не жалам и тоа не значи дека апелирам. Јас ја направив после многу обиди, после 120.000 диети и
и обиди за правење на за симнување на килограмите. Последователно на тоа е најголемата животна промена моја после операцијата на доктор Емре Хаслан и операцијата на вадење на вишок од кожа, кој што за мене едно од моите 29 години таква животна промена немам доживеано, да некој ми кажал дека телесна или не само визуелна? Не визуелна, оставя визуелната, со визуелната веќе се помери, веќе визуелната ми е на последно на место. Она ментално, она сигурност дека немаш нешто кое што е ја веќе заборавив колку килограми виша кожа извади 11. Така, околу 11-12. Околу 11 килограми на кожа околна и прилепени масти на таа Зонски кожа. само околу струкот беше кај градите и струкот. Да, не, тоа беше само околу стомакот. Кај градите и вакво беше липосукција која што он ја направил, зашто Да. можел да ја направи, инаку не ни беше ни у договорот и ништо. Едноставно ние вадевме 360 вишок кожа и масти прилепени за таа кожа, кои што последователно ја имам и слики, кои што морале едноставно да се извадат со вишок од кожа. Памтам дека тоа се случуваше во Турција и ти беше презадоволна. Да. Значи беше фасцинирана од третманот, услугата, љубезноста и стручноста, да не правим муавет. Апсолутно огромен поздрав до доктор Емре Голем Хаслан поздрав. и целиот тим кој што работеше на мене и со кој што сум се уште во контакт и за ништо на светот не би одбрала друг доктор освен Емре, затоа што тоа е еден пред се људина човек кој што го направи тоа со цело срце, со цела своја стручност и ми направи животна промена и има решение за се, што сега во 21 век, тоа е доброто, за се има решение. Да, точно. За се. Го памтам твојот процес, малтене да кажам го поминувавме заедно, Го поминувавме. и телефонски, и телепатски, и секако. И ти беше стварно многу среќна. Значи кога се заврши сето тоа, ти беше во болки, затегната со конци, болки, ласери, ама беше многу среќна. И знам првата говорна порака ти беше така емотивна со солзи од среќа. И плюс дека те пречека турците неверојатно, го знам нивниот стил, хотелска љубезност, гостопримливост, next level, онака може да учиме од секој аспект од нив. Сето тоа ти направи подобро. И јас лично никогаш не сум бил поддржувач на таков тип на операции, ни на Оземпик, ни на стероиди. Не сум поддржувач. Меѓутоа, секогаш апелирам дека ако следува некое големо зло потекнато од дебелината, секогаш подобро е да се одбере помалото зло, како на пример, не промовирам, меѓутоа некој ќе рече, овие земаат Оземпик, да, подобро да помогне Оземпикот во некој срцев удар, смрт, екстремна гојазност, да ја намали, ако тоа е последна шанса, ако претходно, си се обидела. Вакво, такво метод, инструменти, психолози, гледаш дека не можеш едноставно, живот ти проаѓа во гојазност, полесно е со помалото зло, кој што има помали сајд ефекти, да го завршиш тој животен проблем, да си ја вратиш психата, среќата, допаминот и задоволството, пошто реално ние живееме убаво кога сме задоволни сами од себе. Другото е екстерно, надворешно и не е ни толку фактор. Кога си задоволен, едноставно леташ. Точно. И така да, например, извини, дали е се стероиди, Оземпик или за желудник операција, не апелирам, особено некај рекреативци, ама некој што сум имал клиенти по 200 килограми, животот си го смениле со некој таков инструмент и сега живеат поздраво. Тоа дали има сајд ефекти, тоа е на страна, се има денеска сајд ефекти, меѓутоа треба за тоа едукација и кај прав доктор во случајот. Да. Затоа ќе кажам, не препорачувам да проба секој свој метод и да си ја најде својата метода. Тоа кај мене не функционирало, сум ја направила. Дали се кам од после 4 години? Апсолутно не, апсолутно повторно би го направила тоа. Дали би го препорачала? Твојот одговор би го дала, да, доколку следува зло поголемо од самата операција. Апсолутно. И тоа е мој став и тоа е мој избор и не гледам зошто би било проблем и седам со човек кој што регулира телесна килажа кај своите клиенти со препорачана исхрана, со вако и не ми е срам да го кажам тоа и немам проблем да дискутирам за позитивните и негативните страни од самата моја одлука да го направам тоа.
Да, само би додал нешто многу најважно од се, дали е тоа операција или Оземпик. Многу е важно дека и операцијата, и Оземпикот, и сличните алатки и помагатели не го менуваат стилот на живот. Ако ние не ги смениме навиките во денот, рутините, најверојатно ќе ги вратиме истите килограми, па може Тука би се задржал. полошо, да. Тука. Ако не го средиме апетитот, како што зборевме претходно, целта на постигнување, ако неа таргетот да не го избистриме, да го видиме, да се мотивираме и да го смениме денот со храна и опоравок на телесни функции, нема да има резултати за жал. Точно. Тука би се задржала и тука би го ставила хайлайтот со самото легнување под нож. Не можеш да ги средиш тие навики и тие навики се учат од вакви луѓе, од луѓе кои што тоа им е професија, од луѓе кои што тоа живот си посветиле на тоа, на таа едукација и ножот тоа не го средува и тоа треба да се учи и да се практицира и да се слушаат сите оние препораки кои што следуваат после операцијата и константно учење. Пак се враќаме на тоа, нема ништо, нема магично. Јас сега направив операција и сега се ми е Сега сведено. ќе јадам све. Сега може Да, се. реално. Важи. Ева, тој апел ми беше многу важен и ти Важи. си свесна за тоа. Да. И ми се свиѓа што, нели, не спиеш на тоа ово, направив операција, толку. Да. Не, борбата продолжува, али не мора да го кажеме секогаш како борба, навиките. Навиките да се сетираат и се ќе биде окей. Најважно од се навиките. Навиките го градат она среќното дете, среќната жена во нас. Да, ние сме сочинети од навики, реално. Секој наш карактер е сочинет од навики. Не знам како да ти се заблагодарам за искреноста и за отворениот муавет. Мене ова можам да потврдам од сега, иако немам изгледано, ќе изгледам. Ќе изгледаш? Не, имам изгледано епизодата, лажа. Гледав вчера, ова е репризата. Да, реално. А ќе се гледаш сега? Ќе се гледам. Ја не сум И сигурна. некад да се гледам себе, ама Ќе пробам. ова вреди. Најубавата епизода во мојот живот. Живи свети кажувам. преубаво, На сите вака им викаме, се шалам. Да, стварно? Им вика? Не, прв пат кажувам ова. Фала ти. Мислам, секој епизод и секој гостен ми е Сима, драг, точно. али оваа тежина на муабет и твојата искреност е друга димензија. Друга Знаеш зашто димензија. сигурна сум дека имаш многу вакви проблематики и јас сум човек кој што вака гласно збори и може да им помогне на многу луѓе да се охрабрат денес нешто да направат за себе. Како Да. што еве јас денеска решив да отидам у теретана, така? Да, После денеска ова носам вежбаме. мицеларна се и да ме вежбаме, да, денеска се Ама враќам со новите после. суплементи, за Да, недела дена сега ќе ми кажеш. Ќе ми Да. кажеш како само да ги користам. Да, ќе ти дам уште нешто се од полиција. Ти Да, спратиме сакам да дома те се. прашам, поврзано на нешто со Да, али суплементација. пред минута после. кажа, тоа е вистина, сум го размислувал, толку многу си имам со живеано Да. со твојата и другите борби Да. на моите другари и клиенти, да некако го осеќам и како мој проблем. Да. И затоа немам никаква предрасуда и лоша мисла кон нив, него точно знам колку е тешко. Фасцинантно е како луѓе кои што имаат 15 фирми, бизнеси и прејак мајндсет за се, немаат силен мајндсет за себе. Немаат карактер да го одржат својот збор на тема храна, а имаат фирми со 500 вработени, се самодоварба имаат на многу полиња, газат, предобри луѓе во секоја смисла, одговорен татко, одговорен брат, али кога ќе дое моментот за пивото, цигарата или хамбургерот, се исклучуваат како да е биполар карактер. Тоа е многу фасцинантно Да. и затоа не ги судам луѓето да кажам, овој нема карактер. Да. Чеки, нема карактер зашто? Зашто? Многу е важно. И јас имам своји слаби страни, и Марија ме вика, ти немаш за ова карактер. Ја имам своји страни слаби, да не знам како да ги направам тие нешта, да не ги набројувам. Тешко е. Така да секој со својот проблем можеме Фала само што да... си ти искрен, што не прикажуваш дека сме перфектни, дека Да. сега тебе ти е се супер, ти си јадеш чисто, си вежбаш, си имаш паричка, си имаш подкастче, сега не. Да, позади Не, лежи ништо, борба. да. Стварно борба. Борба е и многу е битно, убаво кажа, многу е битно да не дефинираме сега борба. Борба самиот збор борба одма си у ринг. Некако мене рани, ме тортура. Да, мене ме враќа на кога ги тепав децата. Да, кои ме се бореше и со не нивните. сакам. Да, ама тоа покасно го сватив дека не треба да го кажувам ова. Борба со килограмите. Ме прави тригер уште сега. Да, борба баш. со килограмите. Сега јас сум у ринг со нив и се тепам. Да, Не. баш. Реално така е, да, ти влијае на психолошко Ау, ниво многу. дека ќе биде тешко. Да, Дури да да, не е да. тешко, некако во зборот борба е најава за нешто хорор.
Дали ќе успееш, може ќе паднеш. Да. Така да фала ти уште еднаш, уште 3 пати. Фала Сега ти после на тебе. камере пак ќе ти заблагодарам. Многу ми значи и мене како човек кој што води ваква емисија да прикажеме нешто и плюс дека те осеќам за многу блиска, ти ги знам твоите борби да кажеме и навики и верувам дека следната емисија кога ќе направиме ќе си у топ форма и ќе збориме за мускули и за храна повеќе. И јас се надевам. Може и ќе збориме за тренинг, колку правиш кардио, како јадеш. Може. Договорено, фала ти на тебе, фала на Дастра, фала на сите луѓе кои што стоат позади ова. Многу сме благодарни ние кои што ова го гледаме и го слушаме, затоа што помага и се надевам дека ќе допрете до милионска публика. Верувам и фала ти многу, фала до сите, фала за Дастра, за целиот концепт. Уште еднаш да ве потсетам за поддршка, лайк, сабскрајб, пишете ни коментари и пишете слободно сите вие кои што се пронајдовте во муабетот или пронајдовте ваша сестра, брат, жена, дете кој што пати од истиот психолошки поим борба, кој што можеби несвесно дома го имате во фамилија како проблем, меѓутоа ете, дали го одложувате или не, ова се емисии во кои што треба да си помогнеме. Не се емисии за рейтинг или за трач, едноставно се емисии за здрави вредности. Фала ви на сите и уште еднашка поздрав.